Јавноста ја препознава како успешна писателка, автор на повеќе романи, преведувани на повеќе странски јазици кои што се читаат насекаде околу светот. Неziното име стои на повеќе текстови на музички проекти од нашата естрада. Активна е на социјалните медиуми, каде што умее да говорим на многу важни теми за општественото живење, да мотивира и да инспирира многу девојки. Ксенија Николова во најновото издание од своја страна. Ти благодарам што ја прифати поканата, еве да се видиме повторно и да бидеш дел од емисијата од своја страна. Ти благодарам, Вики, секогаш со тебе ми е многу пријатно. Сите муабети што сме си ги правеле, сите гостувања што сум ги имала кај тебе ми биле многу драги. Ти благодарам, ми значи многу. Ксенија, како си прво ќе да прашам, бидејќи еве се гледаме, ние се видовме пред пандемијата, мислам се дружевме вака на интервју, меѓутоа еве се што донесе пандемијата кај тебе, што се промени на професионално, на приватно поле, па како се носиш еве со целиот тој период? Пандемијата дефинитивно беше изместување од нормалниот колосек на сите нас во секоја смисла на спорот. Меѓутоа, јас сум среќна што надминавме голем дел од истата. Се надевам дека конечно полека ќе се враќаат работите во нормала. Големи лекции научивме во текот на пандемијата, научивме што значи да се биде сам со себе, колку може човек да работи на себе и кога немаш баш многу можности за социјализирање, за дружење, за пласирање на она што го работиш како што било тоа нормално претходно, што можеш да направиш за да се адаптираш на реалните околности. Јас во пандемијата ја напишав мојата последниот роман Незадоволна и го имавме и промовирано во пандемијата, така што мислам дека продуктивно го искористив тој период. Секако за нас писателите е доволно да си имаме инспирацијата и да имаме каде да пишуваме, така што за мене до некаде и беше можеби исто од тој аспект, но секако сите други нешта кои што се случува, грижата за здравјето на најблиските, општо за светот и за се тоа што следуваше, беше навистина доста тежок период за сите нас. Твојот последен роман Незадоволна имаше доста голем одзив. Книгата што беше поразлично во овој роман од останатите твои книги? Па добро, можам да кажам дека дефинитивно романите кои што се напишани од страна на женски од женски агол, како што беше Незадоволна, мислам дека малку поинаку допираат до публиката. Секогаш мојата публика е женска, така е, и мислам дека допирам до нив малку поинаку кога пишувам од аголот на една жена. Мислам дека тоа беше главниот момент за Незадоволна. Незадоволна е современ роман во кој што може да се пронајдат повеќето жени. Зборува за потрагата на среќата. Се пронајдоа ли? Се пронајдоа и навистина ми е многу драго поради тоа. Навистина ми е драго што слушам коментари дека Незадоволна открила некои нови хоризонти, одговорила некои неодговорени прашања до тогаш, дека романот е интересен и се чита во еден здив. Тоа ми е исто многу важно. Јас предпочитам и најважно ми е да го задржам вниманието на читателот и ми е драго кога успевам во тоа. Така што јас секако не го напишав со цел да допрам до повеќе луѓе и сега едноставно дојде период кога сакав да раскажам таква една приказна од женски агол и се случи да биде, мислам дека е најуспешниот мој роман до сега и последен е, и се надевам дека така и треба да биде, нели секој нареден роман да е се поуспешен, но се надевам дека и скалилата ќе продолжувам да ги искачувам нагоре и нагоре. Така, за она што сега ни го подготвуваш, ќе кажеш дека е 3 скалила погоре од се до сега. Така. Зашто станува збор, ајде да откриеме малку? Па со текот на времето и сите околности кои што мене ми се случија, книгите ми се преведоа на англиски, на руски, на бугарски, но конкретно за англискиот пазар веќе втор роман Незадоволна ќе излезе сега на 29 април, лани излезе Сите мажи ја сакаат Лија. Јас за прв пат се соочив со тоа што значи да се губи суштината на книгата во преводот и се прв пат се соочив со тоа да дискутирам за тие работи со читателска публика која што е од странство и која што едноставно цело време некако ми објаснуваше дека некои работи не можат да допрат до нив затоа што се гледа дека се преведени, се гледа дека оригиналот е напишан на друг јазик. Навистина е сложено кога од македонски се преведува на англиски и затоа што англискиот јазик изобилува со многу епитети, е доста богат јазик, така што кога не би се работело делото директно на англиски, би се
едитирал, односно уредникот би работел директно на англискиот текст, малку е потешко да создадеш добро дело во смисла дека можеш твојата првична порака лесно да ја пратиш и до читателот и тоа да се почувствува. И тоа беше проблем со кој што јас се соочував. Во сите мажи ја сакаат ли особено, затоа што тоа е книга која што е навистина малку поабстрактно напишана и книга која што зборува за менталното здравје. Главниот лик се соочува со сериозни ментални потешкоти и навистина доколку некој не може лесно да го прати текстот, може многу лесно да се изгуби во приказната и тоа и се случуваше често. Значи често добивав коментари дека е супер приказната, дека е интересна, дека е уникатна, но дека не може таа нота да ја почувствуваат толку силно и посакуваат да можат да го прочитаат оригиналот. Оригиналот, така. И затоа се одлучив новиот роман да го пишувам на англиски јазик, затоа што јас и студиите мои ги завршив на англиски јазик. Свикна сум што можам да творам и на тој јазик и заедно во консултација со тимот од мојот странство се договоривме да се обидам да го напишам романот на англиски. Ми тргна добро, почетокот беше тежок, нормално дека беше тежок, но веќе сум на добар пат, скоро е завршен романот. Работа ми со уредник од страна кој што ми помага и го следи патот од почеток до крај и ќе се преведе романот секако и на македонски, ќе го имаме и тука. Тоа ќе беше моето следно прашање. Одлично. Верувам дека предизвикот беше многу поголем бидејќи се пишува нели на немајчин јазик. Така. Меѓутоа е многу добро што ќе го имаме и на македонски, па кој како милува така. Апсолутно. Убавината е во тоа што можеме да го преведеме одлично на македонски, затоа што сепак македонски е мојот нели мајчин јазик, но во обратната насока е малку посложена. Ќе се изгуби суштината. Ова е навистина многу интересен роман и сакам да се сподели на што е можно повеќе јазици. Имам голема надеж за истиот, затоа што е навистина, како што кажат, и три скалила. Не само што е на англиски, туку е и од нарацијата е во трето лице, што е за прв пат кај мене. Има 4 главни лика кои што се многу значени и се постојано присутни. Кај мене обично имаше 1 до 2 главни лика, сега се ова 4 главни лика, 4 жени. Повеќе работа. Тие ликови мора да се следат од почеток до крај, сите имаат свој живот и своји навики, своји карактеристики. И се случува во Њујорк, што е исто доста сложено да поставиш книга во Њујорк, бидејќи Њујорк. А зашто баш во Њујорк? Јас од секогаш сакав да имам една книга која што ќе приказна ќе се случува во Њујорк, само што не се осмелував затоа што има толку многу книги што се напишани во Њујорк и за тој град. Навистина чекав да ми се случи некоја уникатна идеја која што логично ќе може да биде поставена таму. И ова беше тоа, затоа што овие 4 жени доаѓаат од сосема различни позадини земји и нема поинтернационално место на светот како Њујорк. И мислам дека најлогично е таму да се сретнат, најлогично е таму да го живеат тој живот што го живеат и навистина мислам дека такви нешта се реални во Њујорк и се случуваат и мислам дека многу убаво се поклопи целата приказна. Одлично, со нетрпение ќе очекуваме. Спомнавме дека се преведени твоите, веќе почнуваат нели да се преведуваат книгиве и на странски јазици. Што се случува со таа приказна? Тоа беше еден од твоите соништа кои што ти се оствари. Какви се импресиите на луѓето кои што те читаат во странство, на кои се јазици може да те читаат? Како што кажав, моите книги се преведени на англиски, на руски и на бугарски, сега за сега. Навистина е остварување на еден голем сон. Секој автор, да не речам, секој ќе речам на повеќето автори сонуваат за тоа. Јас од секогаш сонував за тоа. Особено кога доаѓаш од мала земја како што е Македонија, претпоставувам дека оние кои што творат на англиски живеат во Америка или во Англија или во Австралија. Малку им е полесно, имаат многу повеќе околности, многу повеќе нешта се случуваат, многу повеќе скалила имаат да искачуваат дури во својата земја, на своја територија. Ние сме мала земја и кај нас е приказната таа и кога ќе нели се оствариме тука со неколку дела, нормално е да посакуваш да излезеш и надвор од границите на Македонија. И јас го сакав тоа, го чекав тоа, го посакував, го работев на тоа и многу пати бев одбивана затоа што кога пак ќе кажам, мислам дека навистина на уметниците во нашата земја и воопшто мали земји, веќе речам Балканот и овој регион е навистина тешко да излезеш надвор, да покажеш што знаеш, да те примат со отворени раце, да се препознаеш и да припаднеш. Дури јас сега кога сум
сум преведена на англиски, сепак имам јас колеги во мојата издавачка нели куќа и се тие на пример живеат во земји каде што нивните пријатели читаат на англиски јазик. А јас живеам во земја каде што јас веќе имам своји книги нели тука и мојата читателска публика е пред се во Македонија. Така што јас морам како сосема еден странец да се доближувам на луѓе кои што ми се непознати, кои што никогаш не ме сретнали, најверојатно и нема да ме сретнат се додека не се сретнеме. Така што е многу тешко и немам јас други канали освен социјални мрежи. Јас не можам да отидам во библиотека каде што има на англиски нели книги да ја понудам мојата книга. Не можам да направам настан на англиски затоа што тука сум во Македонија. Така што малку ми се ограничени можностите и со оглед на сето тоа до каде сме стаселе, мислам дека е успех. Така, активна си на социјалните медиуми, постојано споделуваш многу важни теми од општественото живење, од општественото секојдневие. Кажи ми, што се случува еве таму? Ќе најавиме еден нов проект, меѓутоа колку е битно обраќањето на твојата публика? Сметаш ли дека треба да се зборува за тие теми кои што на некој начин се уште се табу теми кај нас? Анксиозноста, зборуваш за депресијата како болест, зборуваш за неплодноста во последен период. Сметаш ли дека е битно? Која пораката која сакаш да ја упатиш? Дефинитивно сметам дека оној кој што има глас, на пример еве јас ради сплет на околности сум добила глас во општеството пред својата публика. Так. Сметам дека тој глас освен за својата уметност, што е мојата примарна работа, треба да се искористи за важни општествени проблеми и теми. Доколку јас како некој кој што има луѓе кои што сакаат да го чујат, имам нешто да раскажам и можам со тоа нешто да променам и да допринесам, јас сакам тоа да го направам. Колку и да е тоа табу тема, мислам дека веќе тие табу теми ги рушиме полека една по една. Мислам дека анксиозноста веќе не е табу тема, затоа што буквално секој втор почна да зборува на таа тема. Јас се сеќавам кога првпат почнав да зборувам на таа тема на социјалните мрежи, се сеќавам тогаш буквално се уште беше молк, се уште владееше молк кога станува збор за менталното здраве. Јас се соочував со анксиозноста цел свој живот, значи уште од 19 години, 20. И се сеќавам дека првите реакции беа чудни, луѓето им беше чудно зошто сега ова, што е сега ова важно и зошто е ова важно. Меѓутоа со текот на времето тоа се измени и тоа мислам дека денес секој втор зборува за тоа и мислам дека добар лед скршивме и пробивме една бариера каде што ако ништо друго, луѓето кои што се мачат со оваа состојба, знаат дека не се сами, знаат дека чеки на секој втор ова му се случува, значи тоа е една модерна состојба која што се случува во ова време на стрес и имам каде да најдам поддршка. Зборувањето со психолог стана сосема нормално и веќе зборуваме сите ние јавно за тоа, така што мислам дека тоа е супер. Така, како креатор на социјалните медиуми ќе најавиме еден нов твој проект, интерактивна платформа. Ајде повеќе за тоа. Од каде идејата за Better Woman, Better World и што ќе опфатиш со таа платформа? Зошто ја создаваш првично, еве, ајде? Јас сватив во животот дека дефинитивно, мислам, благодарна сум за целото искуство што животот ми го носи и за сето тоа каде јас сум се втурнала во кои води, но дефинитивно сватив дека среќата мора да извира од работата. Значи јас сум, можам слободно да кажам, workaholic, многу сакам да работам, меѓутоа дефинитивно морам да наоѓам среќа во тоа што го работам и си ветив сама на себе дека веќе нема да правам компромис за тоа, нема да работам нешта од каде што не извира среќа за мене и не наоѓам суштина за својата личност. Better Woman, Better World е буквално мојата работа од соништата, во смисла проект кој што одамна го посакував и го замислував во главата, меѓутоа некако зрееше со мене како зреев и јас. Јас одамна знаев дека сакам да направам нешто за жените, затоа што логично беше, мојата читателска публика се жени, зборуваме на важни теми. Повеќето од нив се женски, луѓето кои што ме следат повеќето од нив се жени. Не речам скоро сите се жени. Разговараме со жените кои што ме следат, тоа се мои пријателки и во инбокс, зборуваме на важни теми, споделуваме нешта кои ништо поминал и сватив дека нас ни е потребно едно место каде што ќе бидеме фокусирани само на нас и на нашите потреби и на нашите теми кои што нам ни се важни, без предрасуди, без стереотипи, со нула толеранција за булинг и навреди една кон друга. Мислам дека тоа навистина е време да престане, да создадеме едно место каде што ќе има
има поддршка, каде што ќе има разбирање и каде што ќе зборуваме на многу важни теми, ќе имаме можност да се надградуваме, да учиме и да стануваме подобри индивидуи, затоа што навистина мислам дека жената директно го влијае светот, жената го создава светот, го воспитува светот и го менува светот со тоа, така што кога жената е една подобра индивидуа и светот станува подобро место. Така, претпоставувам се работи периодов на платформата. Апсолутно се работи. Тоа е голем проект. Програмерите кои што ја прават таа платформа баш имаат многу работа, затоа што тоа не е обична веб страна, туку ќе биде како мини социјална мрежа и мал дигитален свет буквално. Имаме многу работа, но кон крајот на јуни очекуваме да излезе во етер, да се лансира. До тогаш повеќе ќе се откриваме и ќе се отвори, ќе се отворат чекор, ќе се движат работите. Да. Така, кажи ми колку сметаш дека денес една жена е поддршка на друга? Сметам дека има простор за напредок во тоа поле. Сметам дека има простор за напредок, ќе зборувам за нашите простори овде. Сметам дека има простор за напредок, сметам дека се повеќе слушам и сведочам настани каде што жените си застануваат една на друга на патот професионално, што е најмногу ќе зборувам професионално. Тоа навистина сметам дека е голем пораз за нас, затоа што ние сме тие кои што најдобро знаат како е да се биде жена во професионалниот свет и колку е тоа само по себе тешко, па и да избалансираш со се останато што ти носи животот. И уште друга жена да застане на твојот пат за мене е поразително, но знам од каде доаѓа тоа. Тоа доаѓа од несигурност, тоа доаѓа од лични незадоволства и на тоа се работи и тоа може да се смени. И јас се надевам дека со оваа платформа еден од моментите кои што ќе го обработиме е именно и тоа. Колку сме си ние всуштост поддршка и зошто не сме си поддршка? Каде е проблемот? Така, настрана од сето ова, би сакала да те врашам со уште еден сегмент од твојот живот, а тоа е текстописецот во тебе. Кажи ми на што се работи, има ли нешто ново сега? Последно мислам беше соработката со Бојана Скендеровски за незината песна. Ајде повеќе, има ли инспирација за музички текстови? Јас секогаш имам инспирација за музички текстови, тоа е навистина една моја голема љубов и меѓутоа тука не зависи се од тебе. Да речеме кога пишувам книга, нели јас решавам да напишам книгата и си ја пишувам. Меѓутоа овдека се работи за тим, се работи за иницијатива, точно треба да се некако знаеме дека сведочиме еден многу бавен период во нашата естрада, музичка. Мене ми навистина многу жал за тоа. Мислам дека тој веќе трае и тоа некоја како да кажам, монотонија, можеби и некоја немотивација, која што немотивираност во смисла дека не се наоѓа мотивација помеѓу создавачите на музика, креаторите и музичарите, затоа што ништо не се случува. Така, баш ништо не се случува. Ништо ново. Ништо ново и можам често да замислам дека можеби си мислат дека бадијала создаваме музика, затоа што навистина никаде нема каде таа музика да се пласира и таа некако музика замрува, наместо да живее, таа замрува. Не знам што е проблемот, не сум јас таа баш која што треба тоа да го дискутира во длабочина, но како некој кој што директно допринесува за тој свет, ми е навистина жал. Јас сум секогаш отворена за соработка и соработувам со разни музичари и сум флексибилна и сакам да оставиме добра музика и добри текстови, но знам дека многу нешта се фактор, многу околностите се многу малку посложени и знам дека не зависат сите работи од мене, но се надевам дека тоа ќе се измени. Срекна ли Ксенија денес со се оно што го прави? Па, како индивидуа, апсолутно да. Мислам дека јас го најдов она што го барав долги години. Ако 20-тите години, особено од 25-та до 30-та за мене беа години каде што не би се вратила никогаш, но многу поучни. Си научила и си се истражила, дефинитивно. Дефинитивно една нова страница се случи после тоа за мене и она што по кое талкав и она кое што навистина долго време го барав и ми недостигаше. Едноставно еден мал дел недостигаше како една неисполнетост постојано со која што се соочував, конечно го најдов проблемот во себе, го решив, работев на себе и сега мислам навистина надворешните околности се надворешни, но она што е во мене е трајно и е стабилно. Кој е балансот на современата успешна жена денес помеѓу кариерата, помеѓу семејството и помеѓу сето она кое што општеството го бара од нас жените? Која е тајната?
Тајната е дефинитивно наоѓањето на сите одговори во нас самите. Тоа постојано го зборувам, работата на себе, што значи работа на себе, и тоа прашање често го добивам. Работа на себе значи да буквално ги наоѓаш сите одговори во самата себе, односно што можам јас различно да направам за ова вака повторно да не се случува, што зависи од мене, а што не зависи од мене, и да ја знаеме разликата помеѓу двете работи. Значи работите кои што зависат од мене, јас можам да ги изменам, но исто така е многу важно да знам што не зависи од мене. Околности кои што се фиксни и не зависат од мене, не можам да ги изменам и не можам да се трудам да ги изменам, ниту пак да тагувам за тоа што се такви. Можам да ги прифатам и да се адаптирам на нив, или да ги заобиколам, или да најдам нешто убаво во сето тоа и така натака. Така што одговорите се сите во нас самите. И мислам дека тоа обвинување на нештата од страна исто така многу влијае како една деконструктивна алатка за развојот на нашата личност. Јас тоа одамна не го правам, сум го правела во изобилие. Сите ми биле видовни и се би било поинаку кога би се сменило и се сменило и не било поинаку, затоа што јас сум останала иста. Значи одговорот сме самите ние и како ние реагираме на сето она што се случува околу нас. Мислам дека тоа би бил заклучокот. Што да очекуваме ново од тебе покрај нели книгата која што ќе излезе наскоро, платформата која што со нетрпение очекуваме сите жени, што друго следува и ведна професионално приказ? Па тоа се две мислам дека доста големи проекти. Јас сега за сега е тоа, фокусирана сум на тие две работи, напорно мислам навистина секој ден ми е исполнет. Среќна сум за тоа што го работам тоа што го сакам, среќна сум за тоа што имам прилика да го работам тоа што го сакам, среќна сум за тоа што Бог ми ги отвара некако патиштата и ме наградува со позитивна енергија. И среќна сум за тоа што допрва се уште сонувам, нели се уште имам желби за нешто ново, не се уморувам, не се обесхрабрувам, продолжувам напред и мислам дека ќе видиме, ќе се отвараат и други така, многу си амбициозна, имаш многу енергија, ти посакувам да се оствариш се што имаш замислено, да продолжиш по тој пат, да продолжиш да инспирираш и да мотивираш и да продолжиш да бидеш многу важна за општеството денес. Ти благодарам што ја прифати мојата покана на прва и што еве денес овде ми го разубави студиото и се надевам дека ќе се видиме за уште многу важни и убави теми. Ти благодарам, Вики, сега јас морам исто нешто да ти кажам. Ти благодарам што си една од ретките новинарки кај нас кои што со толку љубов го работиш ова. Се гледа дека за секој наш разговор ти си толку подготвена, ти си толку присутна и си толку мотивирана, додека тоа се чувствува при нашиот разговор. Навистина е многу значајно тоа и за мене како гостина и за оние кои што ќе не гледаат, да знаеш дека тоа се забележува и ти посакувам многу успех во се што работиш. Ти благодарам многу. Да се видиме само за убави работи. Благодарам. Ксенија Николова во најновото издание од своја страна. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во овој пријатен разговор и дека успеавме да го доближиме целиот овој муабет токму до вас. Јас овде ќе ви закажам наша наредна средба за една седмица, а на самиот крај ќе упатам и посебен поздрав и благодарност до бутик My Moda и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ве поздравувам.